Повеќе од 100 мостри на домашни вина и ракии беа дегустирани в пресрет на 39-та лозаро-овоштарска манифестација во Виница. Група од 8 енолози од Кавадарци, Скопје, Неготино, Штип и Република Бугарија, како и наши стари винички мајстори, го оценуваа напредокот кај домашните лозаро-овоштари во производството на црвено, бело вино, сливова и гроздова ракија. Генералната оценка на дегустаторите се резимираше со потребата од надминување на менталниот склоп и примање сугестии и совети од стручни лица, а за оние кои прв пат дојдоа во Виница, општината има природни предуслови за поамбициозен пристап во развојот на оваа гранка. Прв пат и чест е што дојдовме во овој убав вински крај. За жал многу непознат за нас од внатрешноста на Македонија. Имаше околу 70 на мостри за поздравување, секоја чест и доста од нив се тежнеат кон професионални вина да станат. Искрено им препорачувам да почнат и да се занимават со мали фамилиарни бизниси за винарство. Ние винарите, односно енолозите, секогаш одиме по критериумите на ОИВ, значи тоа е интернационално здружение за лоза и за вино. Така да по таа скала од 100 поени, 100 бодовни поени го одредувавме квалитетот органолептички, на мирис, вкус, квалитет. Виничани да продолжат да прават вина, да се гордеат со тоа што го имат добар теруар и малце повеќе совети да почнат да слушаат од поискусни, дали од енолози, од винари, независно, затоа што доста вина им беа со остаток на шеќер, а тоа ќе им биде можеби дополнителен проблем кога ќе почне да се затоплува времето. Поднебјето е најправо и најважно. Малку знаење имаме за овој регион тука, но тоа што го пробавме оваа вечер, мислиме дека потенцијалот е голем. Да пробат повеќе да се едуцираат, повеќе да читаат, повеќе да учат, да не им минат годините во проби, дали ќе биде, дали нема да биде. Едноставно да почнат на по-професионално ниво да се занимаваат со ова, затоа што потенцијалот е очигледен. Секогаш треба да се прифати нешто од некој што знае повеќе, без разлика кој од каде и од што е. Веќе четврта година идва. Четврта година сум во град Виница на дегустација на вина. Пред 4 години од 75 проби едва избравме 3 убави вина. Веќе следната година беа поубави. Лани половината беа добри. Оваа година 2/3 од мострите се веќе добри. За домашно вино дома нема идеални услови, но сакам да ги пофалам винарите дека има многу добри вина и ние се двумевме која е на прво, која да биде на второ место. Сакам да им посакам на сите лозари и винари да се радуваат на добро вино и да го пијат со добри луѓе. Најдобро бело вино минатата година произвел Венцо Соколовски од село Градец, а црвено вино Венцо Војнов. За најдобра лозова ракија беше награден Војо Костадинов, а сливовата ракија ја усовршил Данило Митев. Меѓу наградените имаше гостини од Гевгелија, кој со виничко грозје направил квалитетно вино. Во Виница доста време да слушам дека се одржуваат овие манифестации и решив оваа година грозето да го земам точно од Виница. Па еве направивме домашно вино, домашна ракија од истото грозде и сакаме значи да учествуваме на овој надпревар. Виното е направено од темјаника бело вино, а вранец црвено вино. Доста искуство имаме во правењето на вино, така што имаме добиено и повеќе награди во Кавадарци, Неготино на надпреварите и за млади вина на Божуле во Кавадарци прво место. Во Неготино златни медали имаме добиено 6 веќе и веќе овдека добиваме второ место за виното и трето место. Формулите за квалитетно вино е најбитна работа да бидете стрпелив. Да имате љубов кон тоа што го правите, не само за виното, и за ракијата и што да се работи, треба значи да имаш љубов кон таа работа, да имаш трпелие и многу работа. Наградите за најдобри вина и ракии официјално ќе бидат врачени во рамки на 39-та лозаро-овоштарска вечер, која што ќе се одржи в сабота во хотел Центро Бизнис.